интервјуа на 42 македонци, некогашни деца бегалци од Егејска Македонија кои живеат во Унгарија, Чешка и Полска, содржи 50-минутниот документарен филм Сведоци Европа, кој премиерно беше прикажан денес во кинотеката на Македонија. Ова е четврто продолжение од серијалот филмови Сведоци, на владиниот проект Евидентирање, фотографирање, снимање и архивирање, видеоматеријали и разговори со македонци протерани од Егејска Македонија во 20 век. Проектот во 2010 година го почна кинотеката на Македонија во соработка со Министерството за култура и за надворешни работи, Институтот за национална историја, Сдруженијата на деца бегалци и македонци по потекло од ЕГИОТ и Македонската радиотелевизија. Како најблиску да ги принесеме овие потресни сведоштва, од чие искуство се надевам дека ќе не збогати, ќе ни помогне да се соочиме со вистината и да не дозволиме повторно да ни се случуваат вакви приказни. Од Институтот за национална историја вела дека 6-члената екипа за време на двонеделниот престој се соочила со судбината на 42 македонци протерани од Егејскиот дел на Македонија. Секоја судбина е уникатна, но тоа што ги спојува е фактот што нивниот единствен и најголем греф бил токму фактот што се македонци. Како и во изминатите 4 години ќе бидеме сведоци на еден мозаик на сеќавањата на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои судбината ги однела во европските држави. Секое сведоштво има сопствена непроценлива вредност. Верувајте ми дека не е воопшто лесно да се соочиш со нечие минато, особено кога тоа и минато пред тебе го толкува човек кој е немоќен да ги сопре солзите и да остане сталожен. Министерката за култура посочи дека во изминатите 5 години колку што трае проектот, архивирани се над 700 животни приказни од 3 континенти – Европа, Северна Америка и Австралија. Ова е документарен филм за вистината, за судбината на сите дискриминирани и репресирани македонци кои, иако го продолжија својот животен пат во европските држави, не ја заборавија својата татковина Република Македонија. Во овој серијал се содржани нивните најинтимни чувства, нивниот копнеж и љубовта кон сопствената земја, од која беа отргнати на еден навистина суров начин кој остави длабоки траги во нивната меморија. Снимените материјали од овој проект се значени за историската наука, зашто се збогатува со нови сознанија. Министерката очекува дека од проектот ќе произлезат научни трудови и монографии, а можеби собраните материјали ќе бидат предизвик и за некој режисер да сними игран филм.